Добро вечер, почитувани гледачи. Охрид има идеални услови за развој на наутичкиот туризам, но Охридското пристаниште и каналот Студенчишта стануваат се потесни за да ги приберат сите пловни објекти. Денес разговараме на оваа тема и вечната тема, она кој што е проблем години наназад, немањето марина, со мојот вечерашен гостин, господинот Горан Устијановски, капетан во Охридската капетанија. Добре дојдовте. И во Лупа, и во телевизијата ТВМ. Добре, секогаш со задоволство. Да, благодарам секогаш. На вистина, соработката ни е на едно високо ниво и секогаш кога има причина и повод, ние реализираме еден ваков разговор. Испровоцирани од неодамнешниот состанок помеѓу бродарите и собствениците на едрилици, кога некои проблеми кои што веќе добро ни се познати на сите повторно испливаа на површина, решивме еве да го направиме ова вечерашно интервју. Немањето на марина повторно се поставува како прашање и како проблем. Така е, изгледа за нас тоа стана еден од најексплоатираните проблеми со кои што се соочуваме досега. За жал, наутичкиот туризам и воопшто туризмот ние во подем, можам да кажам со задоволство дека и приспосабувам дека и констатација на сите и гостители, ресторатери, односно хотелиери и останати чинители во туризмот, дека годинава што измина беше една од најдобрите досега. Најдолгите, најрано почна, најкасно заврши, се уште може да се видат гости. Јас обично и ние преку бродарството и го мериме и тоа на еден начин спрема ангажираноста на бродовите. Тоа го повлече, значи, поголемото ангажирање на бродовите, повлече поголемо ангажирање на такси чамци и поголемо ангажирање нормално на рекреативни чамци. А со зголемување на нивниот број, нормално се зголеми и на бројот и на одреден број на пловни објекти кои што стануваат се поинтересни за среќа наша, односно едрилиците. Така, значи едрилиците или овој рекреативен спорт ни се враќа на голема врата во Охрид. Охрид беше препознат години наназад по белите украси на езерото, како што ги нарекуваме. Едно време замре заради икс причини, пред се финансиски. Сега еве повторно се враќаат, но пак се јавува еден нов проблем, немаме место каде да ги сместиме. Точно така, тоа е еден од најгорливите проблеми со кои што ние се соочуваме години назад. Јас сакам само за нашите гледачи воопшто заради комплетната слика на капетанија да истакнеме на работа, бидејќи капетанијата е еден орган во состав на Министерството за транспорт и врски кој што се бави со една друга проблематика, односно тој инспекцијски орган. Меѓутоа, сакаме да речем вака малку индиректно да помагаме и во однос на ова прашање. Ова е прашање на инфраструктура, ова е прашање на некои други служби, односно сфера на урбанизмот, бидејќи секаде капетанија како капетанија е институција која што регулира, надзира, контролира, врши надзор над пловидба, над градба, над технички прегледи и така натака. А оние кои што стопанисуваат со таков вид на пловни објекти, соодветно кои што ги инвестираат и така натака, може да бидат, значи, или државата или условно речено локалните самоуправи. Меѓутоа, во едно мало место сме каде што сите некако сега и неформално дури се каже да кажам вака и се здружуваме морално, етички за да помогнеме во изнаоѓање решение за проблемот на марина. Сега тоа се решава на принцип на добри односи, но дали понатаму ќе мора тоа да се законски некако регулира? Од секогаш се решавало во принципот на добри односи, меѓутоа пазаров го стори своето. Доаѓаат се повеќе, значи, пловни објекти и во многу голем број на луѓе и собственици не може да очекуваш дека сите од нив 100% ќе се со добри односи. Секогаш ќе се најдат луѓе и со подспецифичен карактер кои што ќе настапат и со инает, кои што ќе настапат и малку субјективно, егоистички и така натака. И тука искрата веќе е фрлена, а што веќе една искра фрлена, тука веќе се расипуваат сите односи. Досега морам да забележам дека односите биле меѓу сите на највисоко ниво и состанокот кој што го спомнавте беше инициран како еден од многуте состаноци исто на една таква еснавска основа. Односно, капетанија како еден своевиден медијатор меѓу нив, од една страна бродарите кои што го користат Охридското пристаниште, апсолутно нема никаква друга алтернатива, а и едриличарите, односно другите рекреативци кои што на некој начин еден крак од пристаништето го користеа со цел да можат да ги сидрат, односно и приврзуваат своите пловни објекти, посебно оние кои што имаат малку поголемо газење, па заради нискиот водостој и состојбата во каналот не можат да влезат во каналот и соодветно да се заштитат. Сега оваа состојба е поевидентна сега во зимскиот период, бидејќи имаме 5 регистрирани бродови во Охридското езеро. Тие тука се стационираат да зимуваат, затоа што не се обраќаат по езерото.
И, впрочем, тој простор е толку, значи предвиден колку за овие 5 бродови, а за едрилиците ќе мора некако поинаку да се снајдат во овој период. Просторот е тој, навистина е Видете, тесен. во суштина, покрута и понееластична е работата со бродовите. Тие се ограничени во однос на можноста каде да зимуваат. Сите би зимувале на некој екстра безбеден простор, на нека акваторија која е заштитена од ветрови влијанија, одбранување и така натака. Ниеден од собствениците не сака да го ризикува својот пловен објект, кој што значи определен капитал, на пристаниште кое е незаштитено. Нашето пристаниште има низа недостатоци и тоа мора да биде најасно. Отворено е према југ и југозапад, сите бранови удираат во Кејскиот зид пред капетанија, како повратно влијание се јавуваат натре. Во самото пристаниште и тука се ствара еден голем проблем. Меѓутоа, во секој случај, директна, барем одредена заштита од силен југ кој што знае да дува на зима, е внатрешноста на Охридското пристаниште, кој што во овој период не велам дека треба, туку мора да биде слободна за оние кои што навистина немаат каде да се засолнат при вакви влијанија. Од тој аспект, уште пролетоска беше разговарано и со одреден број на луѓе кои што сидреа во Охридското пристаниште своји едрилици претежно, да го користат во летниот период, а до доаѓањето на есента, односно доцна есен и према зима, да ги дислоцираат како би можеле поголемите бродови да влезат внатре, и тоа го постигнавме на самиот состанок. Како договор, постигнато беше и предходно, повторно доброволна основа на некоја еснавска база, меѓутоа тоа е решение кое што го направивме од денес за утре. Да, краткотрајно. И тоа не нуди некоја голема радост, бидејќи проблемов во серија ќе ни се повторува секоја сезона, секоја предсезона, секоја послесезона и така натака. Значи ние мораме да смогнеме сила како држава, како град, како институции, како општество да го решиме долго најавениот проблем односно долго поставениот проблем со марината и Охрид да добие марина како што заслужува. А Охрид заслужува марина која што ќе биде во склад со својствата и суштината на Охрид, односно ќе биде изградена во некој автентичен стил, со минимум интервенција на природата, со минимум користење ултрасовремени начини на градба, ултрасовремени апарати, да речем опрема и така натака, бидејќи едно е тоа што ние сакаме да биде сето тоа современо, меѓутоа реалностите го кажуваат другото. Сите треба да чекориме по земја, да бидеме приземјени, а тоа е да најдеме квалитетно решение кое што ќе биде спој прво на техничкиот, односно практичниот дел, да биде практична, да биде технички издржана, да биде ефтина и да биде естетски уредена. Односно марината да не се калкулира со локации за марината кои што се, не знам, како порано веќе пред можеби и пред 10 години, да била Грашница, да била ваму, да била таму. Општи став на сите оние кои што разбираат оваа проблематика барем малку е дека марината мора да биде склоп на две локации. Едната треба да биде градско пристаниште Охрид, апсолутно. Зборувам, ево сега ќе зборувам малку и како човек од фелата. Ајде да оставам и капетанија за момент назад. Марината треба да биде, значи, склоп од две локации кои што ќе се надополнуваат меѓу себе. Првата локација треба да го исполни, меѓу другото, естетскиот момент. Естетскиот момент ќе го исполни, како велиме сите, дека во најгубавите туристички центри марините се во центар. Да, ние имаме пристаниште во центар, кое што во перспектива дава услови да биде надградено, но не со некаква мегаломанија, туку со нежни ситни зафати, кои што со еден Кејски зид, односно со еден валобран, како што го викаме, или заштита од бранови, ќе биде заштитено од себе, односно со од јужно и југо-западно влијание, и еден зид, исто кој што од ќошот на пристаништето ќе биде повлечен према исток и ќе се добијат две целини, една за рекреативци, една за професионалци, односно за бродови кои што вршат комерцијален превоз и нормално пловни објекти воопшто од категорија брод, и на тој начин ќе се направи едно прекрасно, современо и естетски издржано место во самиот град. Меѓутоа, работава тука не е завршена. Не е завршена од аспект што нема да имате бензинска пумпа. Местото на бензинската пумпа ни подразно не е тука. Ние имаме низа случаи во приморски места каде што пумпа, да, е поставена во марина во центар, пумпа која што е прилагодена заради нејзината рентабилност да точи и на пловни објекти, меѓутоа да се наоѓа на работ на сувоземен сообраќај, односно на пат, да точи и на возила. Меѓутоа, некако во Охрид тоа е
технички нормално изводливо, меѓутоа не можеме да го допуштиме тоа и јас мислам дека никој не треба да го допушти со оглед дека би се нарушил можеби просторот и естетиката и автентичноста на оној дел во Охрид. За таа цел треба да се најде втора локација која што повторно ќе биде во рамките на естетски издржан простор, простор кој што до определена мерка го нуди тоа и досега и го користевме е каналот Билјани извори. Едниот брег во каналот прекрасно се уреди. Општи став, јас сегде ќе кажам, и сегде кога тој став е истакнат дека технички и економски е наиздржано марината да биде во каналот, во делот позади армијата на Република Македонија, со едноставно изнесување, копање на земја, оивичување, односно утврдување на брегот со природни материјали, со колци и внатре со понтонско уредување ради мобилност на тие сами понтони да може управата на марината во било кое време оперативно да може да ги изменува, односно да прави различен распоред за приврзување на пловните објекти. А дали тогаш ќе можат големи пловни објекти како што се бродовите таму да од таа висина кај што би се вршил тој градежен зафат до самото устие на каналот, односно до послетрските, до подполицијата долу, тој цел мора да се избагерува. Односно повторно ќе речам, се работи за еден од најевтините можни, не можам да го речам градежни зафати бидејќи копање, може би сега градежници ќе ме коригираат, копање не е градежен зафат. Значи треба да се исчисти, да се продлабочи и нормално можеби туку сигурно ќе биде потребна една мала реконструкција на мостот, бидејќи мостот со самата своја подвижна арка е поприлично ограничен за претежно за едрилици кои што имаат неподвижен јарбол или кои имаат јарбол кој што нонстоп не можете да го спуштате да го кревате. Односно мора да се направи арката да се отвара или еднострано или странично, односно постојат многу технички решенија како тоа би се решило. Еднаш реков, ова е, и ќе повторам, ова е став на сите оние кои што се занимаваме со оваа работа, сите оние кои што сакаме Охрид да добие марина, меѓутоа да добие марина која што нема да ја чекаме уште долги години заради финансиски средства. Ова е најевтиното решение, ова е најиздржаното решение и ова е решение кое што сакаме да го официализираме, односно да постане еден официјален став на сите нас кои што сме во оваа. Марината беше проект само да се дополнам тука. Поведете. Во тоа место од една страна е во центар на град, бидејќи сепак тој дел е многу фреквентен за туристи, за мештани и така натака. Меѓутоа тоа е место кое што сепак е малку понастрана. Значи, од која гледна точка ќе го видите, од таа гледна точка можете да си го претпоставите себе. Таму ќе стои бензинска пумпа. Бензинска пумпа, никој не треба да стравува од бензинска пумпа. Јас ево сега ќе им дадам една тема и на екологистите, бидејќи некако ми се многу ги сакам затоа што безрезервно се борат за екологијата во нашиот град, за заштита на неговото природно богатство и така натака. Меѓутоа, за сметка на тие некои тврди ставови, Охрид не смее да остане и да се врати во преисторија. Или да остане овде. Да не се развива, да. Ако земиме така, блато било и гимназија, блато била Охридија, блато било горе до болница, кај е тоа блато се? Значи, да бидиме разбрани. Денеска, секој еден пловен објект при турвење на гориво со канти излива минимум од пола литар до литар в корито. Јас ќе ви кажам дека сето тоа што се слива во корито во вид на масло, нафта или супербензин, сето тоа завршува во езеро, неофицијално, далеко од очите на останати учесници на внатрешна пловидба. Сето тоа ќе се слее во езеро веројатно при некое невреме, во темница и така натака. Значи, оправданоста на бензинска пумпа е огромна. Поголемо е загадувањето и притисокот на животната средина сега, отколку што е загадувањето и притисокот на животната средина ако имаме бензинска пумпа. Јас мислам дека никој не би бил против бензинска пумпа ако е по сите стандарди. Значи мислам дека не зборуваме ние за никаква гаража со пластични канти натре и така натаму. Бидејќи пластични канти имаме и денес. Тоа да си биде бензинска пумпа, денеска науката, технологијата развиле такви решенија, кои што дури не морате ни да ги фундирате, односно резервари, танкови кои што не морат ни да се закопуваат во земја. Постојат во метални рамки со димензии како еден 40 фитен контејнер кој што се превезува роба со камиони и така натака, на кој што толку културно, толку современо е сместен резерварот, агрегатче за струја, пумпата, ништо нема измислување на топла вода. Измислиле многу некои технички поспремни од нас, ние само треба да го искористиме тоа. Во тој комплекс, освен бензинската пумпа, треба се наоѓа порталниот кран,
на место за сервис, управа на марината и така натака и така натака. Значи, повторно велам, мора да имаме ние едни, условно речено, спрема судејќи по карактеристиките на просторот во Охрид, две локации, ако сакаме да ја земеме градското пристаниште и да го земеме марината, односно можноста за градба, повторно велам, на марина во каналот Билјани извори. Сакав преќе само да споменам дека изградбата на марина беше споменувана во многу програми од идни градоначалници. Овој пат, значи, на овие локални избори не слушнавме, не видовме таков дел од програмата. Дали им се виде тој залог премногу голем или понесени од искуствата од претходниците кои што ветуваа не ја изградија, воопшто не се спомна ова, но тоа не значи дека проблемот е решен и останува и понатаму и уште повеќе се продлабочува. Проблемот постои. Постоел порано, можеби не постоел, имало многу малку пловни објекти и не сме го чувствували, ама сега сме од година во година прогресираме. Так, значи да кажеме дека имаме околу 25 едрилици, само едрилици, а најавено е дека ќе пристигнат уште 10 на пазарени од Европа да дојдат. Да, дај Боже да доаѓаат, јас го сакам тоа. За имаме уште 10 на повеќе. Бродовите се 5, можеби ќе имаме уште некој. Нормално дека ќе има. Развојот на туризмов ќе си го побара тоа. Кајчињата секојдневно, значи се зголемува нивниот број, така да Јас ќе направаме на мала граница тука, значи спомнавте избори градоначалнички или било какви и така натака и така натака. Останувам да зборувам само за стручниот дел. Ако политичката волја, претпоставувам дека е логички да го следи народниот глас. Односно, ние имаме потреба. Но некако досега еве како да не го следеше. Затоа и го споменав тоа, затоа што некако сегде е тоа испреплетено политиката и во другите работи од секојдневното живење. Ова е дел од Министерството за транспорт и врски, значи Охридската капетанија. Тука е исто така фатена и локалната, значи не може таа да се иземе од нешто што се случува во незиниот град, така да сите треба заеднички да направат еден напор за овој проект конечно да се реализира. Апсолутно, дека сме мозаик кој што треба да бидеме една слика ако се сите делчиња составени, тоа апсолутно, значи и Министерството за транспорт и капетанија и локалната и така натака. Рековте крупен залог. Сметам дека не е и толку крупен да не може да се реализира. Оние мегаломански кои што беа некои проекти кои што имавме прилика да ги гледаме, навистина беа можеби нешто и недостижно, но ова нешто што е по-прифатливо може и да се реализира. Да се разбериме, хартијата трпи се. Ако тргнеме по хартија, ние можеме да нацртаме и некој проект да го земеме од Дубај, тешко реализирлив кај нас, меѓутоа и нашето езеро мора да знаеме дека е со ограничени можности, односно е затворена водна средина, на која што не сме да се врши огромен притисок. Притисокот и така е голем од разни фактори, меѓутоа марина е потребна, реална, ефтина, естетски држана и практична марина. Со евентуална потенцијална градба на ова што го спомнав сега, Охрид го затвара прашањето на марина за следни 50 до 6 години. Колку вам како капетанија ќе ви се олесни работата доколку имаме една вака организирана марина, затоа што сега треба да решавате ребуси кои што рековте немате ингеренции, но треба да се излезе во пресред на граѓаните и Јас тоа го кажав и на состанокот. Многу јасно и гласно. Сообраќајна полиција на МВР не кажува каде се отвараат улици. Таа можеби ќе даде своје мислење ако ја прашаат, меѓутоа тоа го врши државата или градот и така натака. А сообраќајната полиција инспектира на улица. Тоа сме и ние во езеро. Но не можејќи да останеме настрана од тоа, не можејќи да кажеме на проблемите што се јавуваат, да кажеме не, ние секогаш сме тука да и со авторитет, и со малку знаење, и со еснав што викаме, сите сме тука да помогнеме кон решавање на проблемите. Тоа јасно е предочено и пред сите, и пред бродарите, пред едриличарите, пред сите останати учесници во внатрешна пловидба, бидејќи мора да се знаат тие работи, значи капетанија како капетанија може да даде совет, меѓутоа тој совет понекогаш може да не е одреден совет, може да не е и уврзувачки за некого. Меѓутоа, повторно ќе речам, тука сме и апсолутно нема да се штедиме да придонесеме кон решавање на проблемот. Дека имаме авторитет, имаме. Дека имаме знаење, имаме. Дека можеме да влијаеме и да ги подкрепуваме реалните ставови, апсолутно стоиме зад исправноста на секој еден нормален, реален став.
Ако се направи марина, значи по оние стандарди по кои што се светски стандарди велиме, онака прилагодени на нашите услови и на она што значи Охридското езеро, бенефитот е двоен. Значи добиваат оние кои што имаат пловни објекти, но добива и државата, затоа што во тој случај ќе може да се донесе законска одредба тие да си плаќаат надоме затоа што ќе ги гаражираат своите пловила таму и тие ќе мора тоа да го направат затоа што пак понудени им се услови за да бидат тие згрижени на ист начин, што сега го немаме. Апсолутно. Апсолутно се сложувам и ќе кажам вака. Значи, мислам дека логички след на настаните треба да биде прво да се направи, а после да се бара нешто, да се наплаќа за услугата. Јас на состанокот, како што и сами знаете, бевте присутни, го потенцирав моментот околу плаќањето. И јас сум за да се направи па да се плаќа. Значи нема ниту собствениците на пловилата против да се плаќа, но секако барат и тие некакви услови. Апсолутно. Да знаат зашто плаќаат. Ако некој плати, треба да знае што ќе плати. Дали ќе го плати само местото? Многу е логички, ако за нешто платите, треба ако дувнал југ да не слегувате вие, туку да има вработен кој што ќе го чува тоа и така натака, меѓутоа тој систем отсуствува кај нас. Ние сите сме на некој начин подпрени на Охридско пристаниште, кое што е градено во време, кој слободно ќе кажам, кога Македонија била една од најневажните провинции на Кралството Југославија. Значи градено е во предвоениот период, кога и тогаш во такво време изградиле пристаништа, ние сега не можеме такво време на изградиле пристаниште, ќе ви кажам, освен дефектот кој што, односно една каменада, односно една кампада паднала во 92, 3, 4 година, не ме земајте за збор кога, и е повторно вратена и содзидана, досега еден камен не е изместен од Охридското пристаниште. И не треба мудрување сега. Ќе применуваме вакви техники, ќе применуваме техники. Не треба ништо да примениме, треба да примениме само едно одење во историски архив, да го земиме проектот кој што впрочем јас го имам во капетанија и по истиот проект да го ископираме она што го направиле во далечната 36-та 37-та. Тој проект што пред малку ни го презентиравте. Начинот на градба, пресеци, колци, полнатица со камен. И така натака. Значи некој го поставил, ако не било добро, ќе видевме досега. Меѓутоа досега 1 милиметар камен не е мрнат. И нема што да филозофираме ние понатака. Сме се научиле само, па ќе правиме дебати, па ќе се собираме, па ќе се собериме со геолозите, па немаме геолог, па и сега да го носиме од што знам каде, нема никаква потреба. Прагматичност треба кај нас. Ние сите сме теоретичари. Нема смисла. Треба прагматичност. Пристаништето стоело 36-та до сега без никаков проблем. Луѓе, искупирајте го истово. Истава техника примените и завршите работа. Дали нема потреба од ништо друго. Да, дали бидејќи сега еве имаме нови услови во државата, имаме значи нов министер за транспорт и врски, дали имате стапено во контакт? Тие се сигурно во тек со сите работи, затоа што кога доаѓате на некоја функција ги наследувате сите обврски од претходниците, знаат значи што и како му е потребно на Охрид, но дали еве сте се сретнале, сте разговарале на оваа тема и што велат тие? Значи каква е климата таму? Климата е апсолутно позитивна. Со министерот за транспорт и врски разговарано е за овој проблем и тоа покажано е огромно разбирање. Дадено е своевидно, ајде да го кажам така, зелено светло. Јас преку некои мои стари познанства, канали и така натака имам ангажирано двајца независни стручњаци, хидроинженери, едниот е од Република Бугарија, едниот е од Хрватска, кои што на свој трошок како подарок за нашиот град ќе дојдат и според некое свое искуство и видување, ни на што обврзувачко, ќе подарат идејно решение научно подкрепено за Марина во Охрид. Значи, тоа е една огромна помош, бидејќи не сме обврзани нити да платиме, не сме обврзани нити било што да направиме, туку луѓето од една носталгија, од една љубов према градот ќе дојдат и ќе ни достават едно, повторно ќе речам, научно издржано идејно решение за Марина. Од тука натака ние што ќе правиме после останува тоа да го решаваме во нашиот двор. Она што можам да го направам и јас лично со мој авторитет и познанство е тоа во овој момент и мислам дека е одлична, прекрасна поидовна точка за да видиме докај сме, бидејќи во хидроградбата кај нас можеби ова е малку поспецифично, слаби се нашите практични искуства на терен и така натака при градба на слични објекти, да видиме што велат, луѓето се расположени да дојдат, ќе ги пречекаме, ќе бидеме добри домаќини и ќе добиеме еден дел од нивното искуство.
Каква е реалноста? Значи, за колку време би можела да се изгради една ваква марина, каква што ни ја предочивте пред малку? Дали тоа треба многу време или може да се направи Самиот побрзо? градежен зафат е нешто што да речам вака, 50% од времето ќе е административни процедури и 50% е време на градба. Градбата и не е толку проблематична, колку што е проблематично ние да дојдеме, односно да се дојде до административно, условно речем, согласност за прилагодување на евентуални планови, добивање дозволи, тоа ништо не е согласности почнато. Тие постапки ништо не е почнато за Тие сега. работи не се почнати, Имаше некои отпочнати процеси во однос на можноста на градба на марина кај пред Куба Либре и така натака, меѓутоа мислам дека што исто така беше едно одлично, условно речено, техничко решение, меѓутоа така малку понагласено и претпоставувам со финансиски резултат далеку поголем од ова за кој што зборуваме сега. Значи, естетиката и така натака сето тоа е во ред и после идете за парите. Еко ќе дојдете ке парите. Тоа веќе ќе закочите. Тука веќе имаме реален проблем. За да не кочиме, ние стартно како постулат треба да го ставиме и тој фактор. Да тргнеме од нешто што реално можеме да го направиме. Капитане Устојановски, еве до тој момент, додека сакаме сите еве позитивно да размислуваме и да посакуваме да се реализира овој проект што поскоро. Но што до тој момент? Што можеме ние нешто сега да направиме за сите некако да бидат згрижени пловила, да не останат, знаеме ние кога ќе дувне југ на вистина е опасно дури за големите бродови, а камоли за некои помали пловила. Значи како можат, каде можат сега да бидат стационирани, дали можеме нешто да направиме во овој момент со каналот, малку да се исчисти неговото дно, да се прошири, она што е можеби нешто во можности на самата локална. Видете вака, можеме да ги расчлениме пловните објекти на три неофицијални категории. Бродовите, кои што се навистина е на најтешка категорија за работа во моментов, кои што немаат можност, ако вие имате едрилица или некој глисер, ќе го тргнете на приколица и ќе го однесите во некој хангар. Бродовите не има таа можност, не може да се манипулира со нив на тој начин и тука работата е најтенка, условно речем, и тука посадите губат огромна енергија чувајќи ги своите бродови во невреме. Секој едно невреме сите мора да бидат тука, за не дај Боже се скинала фортума, попуштила битва, попуштила алка. Значи бројни очекувани може да настанат недостатоци и проблеми. Втората категорија се глисерите и други помали пловни објекти кои што непречено и сега влегуваат и излегуваат в канал и кои што на некој начин, ако е ношот до еден докоска што викаме народски, можат повторно да се снајдат. Се приврзал ваму, се приврзал таму, армијата нуди услуги на приврзување така натака, мислам дека со нив нема ни еден единствен проблем, макар што и таму е тесно. Тесно е, да, и за тоа имаме разговарано, да, и многу пати тие се жалат. И таму алармот е вклучен на црвено, меѓутоа сијаличката трепка, значи не е постојано вклучена, не трпи одлагање и таму, да не се разбериме погрешно, и таму е тесно. Меѓутоа најголем проблем е за оние пловни објекти кои што исто така имаат подлабо газење и не можат да влезат в канал ради низок водостој. А тоа се условно речено десетина едрилици. Мојот совет е да сите размислуваат еснавски. Еснавски од кој тип, во кој поглед. Првото еснавско размислување е да знаат дека може да се договорат, односно да најдат начин едрилиците во навигационен период од март до октомври, па ево веќе и ноември фати и така натака, да можат да го користат јужниот зид на Охридското пристаниште, со што ќе се овозможи од страна на бродарите и така натака, да го користат. Меѓутоа, кога ќе дојде периодот кога бродарите ќе бидат најмногу загрозени, да се излезе со джентлменски став, да се тргнат, да се дислоцираат, бидејќи реално може да одат на приколица и во некој хангар. Знам дека е мачење, знам дека е некој финансиски трошок, меѓутоа во овој момент, повторно велам, не сакам ништо да идеализирам, не сакам ништо да сонувам, само кажувам тоа што имаме на терен. А за да го решиме на терен, потребен е прагматизам. Не е потребна теорија и филозофирање. Значи законска одредба не постои, се останува да се договарат меѓу себе. Законска одредба, значи Министерството транспорт и врски, односно владата на Република Македонија може да издаде, односно да наплаќа приврзување за пловни објекти. Ние досега и речеме пристаништето беше користено без надомест.
се одржуваше од страна на државата, оноко колку што дозволуваја средствата. Меѓутоа, повторно ќе речам, мораме да запазиме логичен след. Мораме прво како држава нешто да направиме, па да збираме давачки. Но во овој случај, значи во оваа ситуација и да се наплаќа кога нема место нема. Значи да сака некој да плати кога нема каде. Ништо, после ќе единствената солуција ќе е јавно надавање по определен вес. Место за врзување, условно речено број 1 или број 5, почетна цена толку. Се собрале определен број на интересенти, ќе надаваат и само ќе ги обременат нивните и така присутни трошоци и така натаму, што и трошоците и односите тука ќе се Апсолутно. влошат и значи пак некој ќе биде Јас во можност да даде, некој не ќе биде во можност. Ако гледаме од една страна, јас како представник на држава во моментов морам да размислувам да во буџетот да пуштиме секој денар повеќе што можеме да го собериме. Меѓутоа, ние денарите во буџетот не ги пуштаме од наши непријатели, ги пуштаме од наши граѓани. Тие се пак наши, значи од наш джеб се, да. Значи, државава, мајкава, прво треба да направи некои услови за дечињава, па после да чека од нив резултати при растењето, развивањето и така натака. Значи, цврсто стојам зад логиката на ова што го кажав. И ако сакаме да сме фер како општество, мора да направиме прво вака. Јас мислам дека веќе крајно време сите во рамките на своите можности да направиме притисок за да се реализира овој проект. Пред се да им се олесни на оние кои што имаат пловни објекти, вам ќе ви се олесни работата во капетанија, а и убаво е за градот. Кога ќе имаме марината, јас сум сигурен дека ќе привлечиме пловни објекти, на наши граѓани кои што се дали во Црна Гора, во Хрватска, во Грција и така натака, кои заради немањето марина понекогаш и не ги носат овде. А посебно се негде по северниот брег на Грција, околу Солун, во тој дел. Уверен сум, барем ќе го збогатиме бројов за екстра краток период, барем за уште 20 едрилици, кога ќе бидат луѓето дека има услови, зошто да ја немаат, кога едрилицата треба да се развива, односно тој спорт, тој начин на пловење треба да се развива. Ако ето пазарот, да речеме, нуди поскапи пловила и така натака, денеска на пазарот постојат ефтини пловила кои што се и најеколошки, односно годината на производство на едрилица апсолутно не треба да ја гледаме како загрозување за екологијата, бидејќи едро е едро. А таа дали ќе биде некој олтајмер, апсолутно не е ни толку пресудно. Тоа е само вкус на сопственикот и нормално неговите финансиски можности. Така. Овде ќе завршиме првиот дел на разговорот. Марината, тоа беше акцентот на кој што го ставивме под лупа. Уште малку ќе останеме на оваа тема и во вториот и за некои други активности во овој зимски период на Охридската капетанија. Малку ќе ве одморам сега. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Pampela, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга.
На добро познатата локација во строгиот центар на градот, со одлична храна и музика за сите префинети вкусови. Повелете во Fish Lunch Bar Лихнидос и присуствувајте во прекрасната атмосфера овој викенд заедно со Ансамбл Билјана, група Сарај. Во Лихнидос го оживуваме вкусот на традицијата во боемски дух. Повелете и бидете дел од нашата приказна. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени, веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Постојано ниски цени. Црвено вино 750 мл 159 денари. Бомбонјера 250 грама 189 денари. Детска тренерка горна 349 денари, долна 249 денари. Тава за печење 249 денари. Кам, купувај мудро. Завршивме со нашата кратка пауза, но не со разговорот. Разговаравме малку ние и вака необавезно зад камерите. Значи, Марина ќе има? Вака да го заокружиме првиот дел. Оптимист сум, мора да има. Така. Мора да има. Охрид нема друга алтернатива, освен да биде поубав, подостапен за туристи и поинтересен за туристи. Охрид, како што имаше сезона сега, значи ние не треба да се задоволиме ова да ни е максимум, треба да одиме кон уште, да ги напуштиме ставовите дека Охрид треба да биде не знам каква елитна дестинација, да, што поелитно треба, меѓутоа во овие фази на развој треба во Охрид да доаѓа што повеќе туристи и да направат што повеќе реклама. Дали пиеле едно кафе од пола евро или не, воопшто не е битно. Кој дошол? Имам огромен број на состаноци, односно средби со странци и така натака. Ниеден нема евидентирано до сега незадоволен од Охрид. Меѓутоа Охрид на многу места отсуствува во рекламите и така натака. И на овие туристи кои што се дојдени овде, Охрид веќе им станува едно така реално свето место и онака како што е. Значи нема алтернатива. Развојот на туризмот носи развој на наутички туризам, наутичкиот туризам бара марина и тука веќе нема за што да се разговара, дали треба или не треба. Треба и треба ден поскоро. А дали капацитетот на Охридското езеро дозволува зголемување на бројот на пловилата понеко? Сега за сега да. Реални да бидеме, доаѓаат современи пловила, имаше размислувања дали ќе се ограничат двотакни мотори и така натака. Двотакните мотори си ги ограничи времето. Нема резервни делови, не се интересни за производство. Ние сакајќи да не ствараме негативни чувства кај било кого кој што веќе има некаков таков условно речено мотор, да сега носиме некакви забрани и така натака, значи нема да одиме по тој пат. Меѓутоа ќе одиме по пат на заострување на мерките на увозот, односно она што се увезува, да биде со издржани еколошки стандарди. И мислам дека во скора иднина ќе имаме некои рестрикции во тој однос, значи да не може она што некаде се јавува како ѓубре да биде депонирано кај нас, затоа што било ефтино и така натака. Тоа нормално нема да важи за овие кои што се еколошки видови на транспорт, едрици, но едриците како едрилица ако е стара, ќе треба да има современ мотор, бидејќи има помошен мотор. Тука тие дилеми, значи мораме малку да ги расчистиме. Инаку дали број на пловни објекти може, евидентни се во светот и многу помали акватории од Охридско езеро, кои што се наоѓаат во многу посовремени држави од нашата,
кај што има огромна пловидба и огромен број на пловни објекти, тоа се швајцарските езера и така натака, така да мислам дека мора да направиме да најдеме една средина помеѓу уникатноста на Охридското езеро, која е несомнена, и бројот на пловни објекти, односно ние не можеме да ги пратиме некои теории на некои недоволно информирани екологисти, самопрогласени или било како од кој калибар. Значи, Охрид да го оставиме или да пробаме да го вратиме уште кај амебата која се стварала. Ни тоа не е варијанта. Охрид мора да се развива, малку со постеснати економски, односно се извинувам, еколошки стандарди, со понагласени критериуми и да си трпи повторно развој. Сега за сето тоа да се усогласи, нормално требаат законски одредби. Дали ќе имаме тука некакви новитети во тој дел? Новитети во однос на техничките стандарди и увозот на пловни објекти, значи ќе имаме, меѓутоа тоа е една сублимирана работа и на Министерство на економија, на Царинска управа, животна средина и ние. Тука е една поголема дебата, едни поголеми средби, бидејќи секоја своја страна мора да ги доведе, повеќе субјекти, и секоја своја страна мора да ги истакне своите аргументи, односно своите законски регулативи да ги интерпретира автентично пред сите нас тука, бидејќи нити тие се способни нашата да ја толкуваат законска регулатива, закон за внатрешна пловидба, ние не сме компетентни за нивните и тоа ќе биде збир на неколку екипи работа. Не можам да кажам точен рок, меѓутоа ќе има. На законот за внатрешна пловидба се интервенира и во овој момент. Се интервенира во неколку дела. Првиот дел е понекогаш оправдан, понекогаш неоправдан, меѓутоа имплементација на разни европски директиви кои што доаѓаат, некогаш неприменливи за акватории како што се Охридското езеро, меѓутоа кога некои условно речено доаѓаат критериуми кои што мора да се имплементираат, ќе бидат имплементирани како имплементација, меѓутоа колку практична примена ќе наоѓаат на терен, тоа е веќе друго прашање. Јас од мој аспект и по природа и методот кој што го спроведувам на работа сум заинтересиран малку кон решавање на проблемите на терен. Европската унија е во ред, директивите се во ред, ама најважно од се и најприоритетно е решавањето на дневни проблеми на терен, за кој што можеби за некаде не постои ни регулатива, односно директива која што е обобштена за поголем број на збир на земји и така натака. Значи, тоа е првото и капетанија се занимава најмногу со тоа и отворено ќе кажам, значи прво што ќе интервенираме, тоа или веќе ајде неколку дела кај што ќе интервенираме во законот ќе биде алкохолизираноста кај управувачите. До сега дали се правеа такви контроли или? Се правеа, меѓутоа не беше толку строго дефинирано што смее, што не смее. Имаше определени моменти кога ако инспекторот затекне алкохолизирано лице или лице под дејство на опојни дроги или опојни супстанции, може да го исклучи од пловниот објект, односно да го симне од пловниот објект до трезнење, до добивање на трезна состојба и така натака, меѓутоа на многу места тоа се толкуваше, може се толкуваат по веќе аспекти. Да не е така, сега ќе направиме една читка корекција на тој дел од законот со кој што ќе предложиме на собранието усвојување на закон во кој што ќе биде дозволена употреба на алкохол кај рекреативците до 0,5 грама на килограм, односно 5 промили, и кај професионалците 0. Тука сразмерно ќе имаме значи и казнена политика која што ќе биде спроведувана апсолутно без пардон, бидејќи овде имавме ние во неколку наврати, неколку последици низ годините наназад, фала Богу не толку често, но ги имавме, каде што сторители беа и лица кои што беа под дејство на алкохол. Тоа е една работа. Глобално казнената политика ќе биде спуштена пониско, бидејќи имаме реален проблем со казнената политика. Ние имаме моменти кога треба да изречиме казна. Казна да изречиме, ајде ќе карикирам, од 700 или 800 евра и казна меѓутоа за кајче кое што чини 300 евра со се мотор заедно. И тоа не одеше, значи тоа ќе го направиме казната да биде воспитувачка, да влијае на поведението, бидејќи со самото изрекување на превисока казна постојат два моменти. Еден момент е нејзина ненаплатливост. Ако човекот нема дома, ништо, или не може да ги обезбеди тие средства, а имаме луѓе со кои што решаваат и социјала, решаваат и екзистенција преку езерото. И сега ние уште треба да дадеме казна од 800 евра. Не оди. Казната треба да биде таква, за тој со мака да може да ја плати,
и да мислите утре да што ќе пред, меѓутоа ако не игнорират и утре да не ни е жал и утре да му изречеме истата казна. Значи таква казна треба да биде и сега ќе добиеме такви казни. Со кој што без никаква емотивност, без никаква апсолутно некакво ограничување ќе можеме, бидејќи вториот момент кој што го спомнав беше можеби ќе ми речат некој, па не си ти така да толкуваш. Толкувам, како да не сум да толкувам, кога ако е кај 400 евра, овој треба да плати 800 евра. Го носите и инспекторот, па камен да ќе го донесите до момент на емотивност. Има луѓе плачат. Тој ти вика заработувам 200 евра месечно, јас треба да дам казна од 800 евра. И јас имам деца, знам како е. И сите имаме. Па знаеме како е. Повторно ќе речам, некој може ќе ме искритикува, нека ме искритикува. Меѓутоа, овој дел овде... Значи, сметате дека малку пореални треба да бидат реални, за да можеме да ги изрекуваме. За да, повторно велам, не го активираме емотивниот момент кај инспекторот. А колку често се вршат тие контроли? Значи, Секој дали... ден. Да? Секој ден ке различни... Дали се будни собствениците на пловилата или пак и може да нема да се врши денес инспекцијски надзори? Не, инспекцијата не е најавена. Инспекцијата не е најавена, тука имаше и мала слабост и законот за инспекцијски надзор, вика мора да му се најавите во инспекција, апсолутно не гледам причина да му се најавиш на некој во инспекција. Може би е убаво, меѓутоа и ненајавена инспекција е доста превентивна работа, бидејќи ако се појавите денес, утре, задутре, односно почесто, тогаш во психата на управувачот на собственик на пловен објект ќе си се вгради еден режим дека да, овие се тука некаде и ќе дојдат. Ние имавме еден случај, сега деновиве, кога такси чамец, кој што навистина беше строго казнет од наша страна во една прилика, судот ги согледал сите негови можности за олеснителни околности и така натака, социјална состојба и така натака. Поминал со опомена, судот ја има таа надлежност да го пушти со опомена, меѓутоа ни тоа не повлијае за пред некој ден истиот него да го најдеме со 17 луѓе в кајче. Од ова бегање нема. Значи, повторно викам, делуваме и превентивно, и еснавски, и секако, меѓутоа... Да не се злоупотребава. Апсолутно, злоупотребата не смее да биде секојдневие и не сакаме да... Доведуваат животи во опасност. Доведуваат животи во опасност и го доведуваат во опасност апсолутно целиот туризам за кој што макотрпно сите го градевме. Да. Сега дојде до толку голем број на холандски туристи, дојде до толку голем број на полски туристи, чартер летови од оваму, чартер летови од таму. Критики. И сега по една таква случка, наместо луѓето да не разберат поарно, треба да не разберат по некое 100-годишно превртено кајче. За некој што ете така му текнало. За да не е така, законскава регулатива, односно прекршочнава политика ќе биде доста прилагодена и ќе се применува со еден друг пристап и еден друг метод. Така. Што прави Охридската капитанија во зимскиот период? Бродовите зимуваат, но вие сигурно не. Бродовите зимуваат и зимуваат и не зимуваат. Имавме прекрасна есен, сите работеа, сега настапува периодот на ремонти на бродовите, се поправаат. При ремонтите во определени моменти за ремонт потребно е присуство на капитанија заради наш увид и така натака, значи се занимаваме со тоа. Општи интерес е сите да бидат исправни, дури и да помогнеме што се вика вака сугестивно што да направиме и како да направиме, баш заради ова што го разговаравме претходно. Инаку завршува сезоната, пловните објекти, дел од пловните објекти и нашите се вадат на суво за сервис, за зимување. Имаме пловен објект нормално кој што го чуваме и во вода зимава, за не дај Боже. Контролата ја спроведуваме повторно на овие што се активни. Имаме едрилици активни, бродовите исто така пловат. Ги спомнав ремонтот на бродовите. Вршиме сега на корекција на планот и програмата за обележување на пловни патишта. Пловките, знаците и така натака. Нешто имаме во оштетена состојба, треба да ги вратиме во исправна состојба, односно работа има. Дел од периодот ќе помине кога и вработените треба да земат одмор, бидејќи во текот на летниот период не е пракса кај нас да се користи одмор, што е многу логички. Чистење на пристаништата кога ви е предвидена таква активност? Чистење на пристаништата ќе биде предвидено, односно е предвидено, како ставка е ставено во предлог буџетот. Сега очекуваме да видиме да помине буџетот. Доколку тие средства што се предвидени за копање на пристаништата поминат, ќе веднаш по ајде да речам веднаш по новогодишни празници веќе да се вратиме во некој нормален тек на настани после празниците, да почне администрацијата активно да работи, ќе се оди со објава на тендер за копање.
Така да што ќе се изврши бакерување на пристаништата, ќе се изврши една рутинска интервенција, така речено. Малку да се освежат. Да, Светинаум е доста засипано, натрупано со нанос. Охридско пристаниште горе долу уште се трпи, меѓутоа е тука негде. Па нели тие активности на 2-3 години се прават, така? Па се прават, наносот е природна работа, тој доаѓа постојано. Така што тука нема спас. Тука нема спас, тоа мора да се прави и тоа мора да стане една рутина во целава работа. Еден нормален процес, значи да не се прашуваме кога да го правиме, туку да си имаме календар по кој што ќе постапуваме. Рековме наутиката, наутичкиот туризам и воопшто работата на Охридската капитанија станува се поинтересно и поатрактивна. За самиот крај на емисијата ме интересира колку младите се заинтересирани да се занимаваат со ова професионално. Значи да го обновуваме екипажот на бродовите, бидејќи се тие поголеми пловила, а за другите рековме секој приватни кои што имаат пловила, секој според интересот и желбите. Така е, и кај едните и кај другите има доста млад свет, и тоа е нешто многу убаво. Некако си се враќам и јас во некој период кога почнував. Има интерес, бродовиве се претежно екипирани со млади екипажи. Со млади екипажи, имате заповедници на бродови со по 26-27 години до 30 години, што се млади, јаки, релативно искусни, ќе станат уште поискусни и може да се бродарство може да се подпреврз нив. Тука и тој проблем го решаваме со измената на законот, За измената на законот мора да ги додефинираме некои моменти за стекнување на професионални звања за членови на екипаж, со што нашите млади кадри нема да ги праќаме во странски држави на полагање и стекнување квалификација, но ќе се ја завршат таа работа кај нас пред наша комисија на Охридско езеро со нашите специфики, а повторно со една диплома која што ќе биде призната. Тоа сакав да ве прашам, дали таа ќе важи и надвор од овде? Програмите се повеќе или помалку унифицирани. Она што ги прави програмите различни се спецификите на домицилните пловни патишта. Ако полагате во Србија, освен европски пловни патишта, акцент се става на пловни патишта на Србија. Или ако полагате во Бугарија и така натака, значи целата таа материја се обработува како пловни патишта на Европа, меѓутоа акцент се става на пловните патишта на матичната држава. Така ќе биде и кај нас. Со тоа што останатиот дел од програмата, од навигациони прописи, познавање на директивата за градба на бродови, сигналните средства, опрема, читање на знаци, читање на навигациони карти, машинските делови, познавање на теорија на брод, неговата структура, морнарски вештини, односно бродарски вештини и умења и така натака, сето тоа ќе биде ускладено со меѓународните правила и прописи, односно за сливот на река Сава, односно Дунав и Рајна. Унифицирани се прописите, нема ништо ново што да се изместува. Целиот напор беше да го спроведиме тој испит овде, но не да го спроведиме на 20-тројца, туку да имаме на маса. Сега имаме некои десетина деца кои што се зрели за полагање на... И каде се врши сето тоа? Кај вас во капитанија? Ќе се врши во капитанија, под наш надзор, наша комисија, во која што ќе вклучиме и надворешни лица. Надворешни лица, мислам на некои од капитаниве активни што се. Кои услови треба тие да ги исполнат заинтересираните? Значи дали треба некакво образование, некакво искуство, некоја возрастна? Возрастна без друго. Значи 18 години минимум возраст. За најдолните звања значи потребно беше основно образование, меѓутоа за основно образование веќе не разговараме бидејќи средното кај нас е задолжително, така да такви кадри немаме. Средно образование минимум и почнувате да се качувате по хиерархиска лествица на звања, почнувајќи од најдолното, односно морнар, па понатака се оди водач на палуба по новата номенклатура, бидејќи номенклатурата мораме да ја смениме складно европските барања, односно европските прописи. И понатака доаѓаат заповедник Б, заповедник А, односно сите тие имаат определени овластувања во однос на можноста да врши различни задачи на бродот. Ако е морнар има едни задачи обврски, ако е водач на палуба има друго, ако е машиниста има трето, ако е заповедник има четврто и така натака. Значи, ова е дел кој што ќе го средиме и до следнава сезона. Сите тие што се веќе зрели, спремни за полагање на морнари ќе им биде овозможено и ќе полагаат. Ви благодарам за ова учество во Лупа. Отворивме повеќе теми, некои веќе абсолвирани, но не беше на одмет уште еднаш да се повторат. Некои нови моменти имаме, нова надеж добивме дека
се пореално е, значи изградбата на марина, не станува збор за некој мегаломански проект кој што е некоја невозможна мисија, туку навистина треба добра волја да се зафатат сите структури кои што се тука инволвирани и мислам дека конечно ќе треба да ја добиеме, затоа што и граѓанството веќе ќе врши притисок, бидејќи сакаме што повеќе пловила да има во езерото. Да, и уште еднаш ќе потенцирам, до ова идеја можеме да дојдеме само реалистично и прагматично. Теоријата да, но малку во сенка, повеќе на пракса и повеќе со реално газење по земја, а не со поскокнување и подлетување. Да се зафатиме веќе за реална работа. Апсолутно. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Нема зашто.